Дијана Петрова е родена на 8 април 1992 година во Делчево. Дипломира на Филолошкиот факултет Блаже Коневски овде во Скопје на катедрата за македонска книжевност и јужнословенски книжевности. Досега ги објавила романот Бдењето над себе, збирката раскази Не правете им сенка на гробовите, а Излегувањето од сенка или Тајното женско училиште е незината трета објавена книга. Со Дијана ќе поразговараме во најновото издание од емисијата од своја страна на фреквенцијата на телевизија Сонце. Дијана, ви благодарам што ја прифативте мојата покана да дадеме фокус токму на вашата трета и најнова книга. Така, ти благодарам на поканата и драго ми е што ќе може малку повеќе да позборувам за книга, бидејќи мислам дека темата што ја обработува не само што е нова, туку и дека е важна. И така како е важна. Излегувањето од сенка или Тајното женско училиште е промовирана во месец мај, чинам беше во Градската библиотека во Скопје браќа Миладиновци. Какви импресии носите од промоцијата на книгата и ги исполнили вашите очекувања ова дело? Да, првата промоција на книгата беше на 31 мај во Градската библиотека во Скопје. Дали ги исполни очекувањата? Не, бидејќи ги надмина моите очекувања. Навистина имаше голема посетеност, ми изненади интересот од читателите, дека имаме и читатели кои што почитуваат македонски автори, така што можам да кажам дека сум и презадоволна од тоа како поминавме на промоцијата. Мислам дека и гостите си поминаа одлично. Излегувањето од сенка или Тајното женско училиште, ајде малку содржински за книгата, колку беше предизвик и каков беше целиот процес на создавањето на токму едно вакво дело за вас? Прв поттик што ме натера да се занимавам со таа тема е проучувањето на 19 век, односно ќе се согласиме дека посебно тие што читаат македонски автори, дека во 19 век не се спомнува ниту едно име на жена. И овде се појави прашањето каде биле и што правеле жените. И истражувајќи, односно прочепкувајќи малку подлабоко во тој 19 век, всушност на површина излегува неколку женски имиња, кои што како што ги истражував, позади себе носеа и други, и дојдов до една плејада на женски творци, женски уметници, женски интелектуалки, кои што, мислам дека заслужуваат, тоа ќе се согласат сите дека заслужуваат да излезат од сенка, односно да се зборува за нив. Од овде почна идејата и како што ги откривав имињата, полека се создаде една приказна или идеја за приказна која што се реализираше токму во романот. Значи ли тоа дека прво ги имавте ликовите, а потоа ја правевте приказната? Да, така, дефинитивно. Прво ги имав ликовите. Ми беше тешко да одлучам со кои ликови да почнам, бидејќи, како што реков, станува збор за неколку, за повеќе женски имиња кои што ги открив, а верувам дека има многу повеќе кои што и не се откриени, така што да, прво ги имав ликовите, ги пронајдов нивните улоги во тогашното општество, во политичко-општествениот живот и полека, па можам дори да речем дека приказната се градеше сама или барем сама се заврши. Приказната се гради, дејството се објавува низ сликот на Митра Миладинова. Која е Митра Миладинова и зошто велите дека таа не била споменувана досега? Митра Миладинова може би познато од тоа име не само презимето Миладинова, односно не асоцира на Димитар и на Константин Миладинови. Во некои списи стои незиното име како Димитра Миладинова, негде се спомнува како Митра Миладинова. Таа всушност е сопруга на Димитар Миладинов. Меѓутоа јас одбивам да ја дефинирам така, бидејќи таа жена интелектуалка која што ги пишувала најубавите писма во 19 век, што значи дека знаела да чита, знаела да пишува и не само да чита и да пишува, туку знаела да се изразува убаво. Имала желба за учење, познавала неколку јазици и дури има незини авторски песни, кои што се смета дека се дел од зборникот на Миладиновци. Сега скоро имаше издание, не знам, можеби го види и ти Самодиви од издавачката куќа ПНВ, каде што всушност и беа сместени неколку песни авторски на Митра Миладинова и некако тоа се поклопи со излегувањето на мојата книга, така што драго ми е што тие ликови излегуваат, посебно ликот на Димитра Миладинова, која што освен интелектуалка била и мајка на 9 деца. Ги знаеме сите отсуствата, постојаните затвори на Димитар Миладинов, што значи дека тој многу голем дел од времето отсуствувал од дома, таа го имала товарот на домот и на семејството,
Меѓутоа и покрај тоа успевала да најде простор за учење, за љубов, за пишување, бидејќи била свесна колку е важно да се пишува на македонски народен јазик, колку е важно да се собере нашата традиција, македонската традиција во тој зборник, и заедно со помош на Султана Миладинова, мајката на Димитар Миладинов, земаат главно место во мојот роман. Токму така, како што можеме да видиме, тоа се ликови чии што животи постоеле, тоа се фактички состави за чии што приказна се потребни информации и факти. Колку беше за вас предизвик целиот тој процес на прибирање на сите тие информации, колку временски траеше можеби тоа, како се временски, пишуваше делот? Ние сметам дека запишувањето на книгата е најмалку време одзема. Поголемо време истражувањето и осмислувањето во главата, бидејќи секако да почнеш да пишуваш, мора да имаш барем подлога за приказната, нели мора негде да почнеш, иако понатаму приказната сама си се развива и сето тоа иде многу лесно понатаму. Тежок е почетокот. Истражувањето дали беше тешко? Е тешко, посебно што станува збор за еден од најважните периоди на македонскиот народ, на македонската нација, меѓутоа и најмалку истражен период, бидејќи мислам, односно верувам, убедена сум дека постојат многу повеќе дејци, ликови кои што допринеле да бидеме денеска тоа што сме, а се заглавени токму во тој 19 век, и не само женски, туку постојат и голем број други машки автори кои што е важно да излезат. Мене како полесна околност ми беше тоа што Славчо Ковиловски од Институтот за македонски јазик веќе имаше направено некои истражувања, така што тие истражувања на некој начин ме насочуваа на кои страни, на кои насоки да барам. Меѓутоа да, дали е тешко бидејќи кој да проба. Јас имав многу случаи кога читатели веќе понесинат приказнава, нели бидејќи како што спомна и ти дека има историски точни моменти, како што е зборникот, како што се сите моменти кои што се поврзани со Димитар Миладинов, се всушност точни, можеме да најдеме за нив податоци, меѓутоа кога ќе го напишете на интернет, нели тоа не е сега најлесен начин за истражување името на Димитар Миладинова, ништо нема да ви излезе освен како сопруга на Димитар Миладинов. Беше тешко, беше голем предизвик, меѓутоа една страна на друга, од еден автор на друг, собрав некои податоци кои што ми помогнаа да ја осмислам, да ја создадам некако лик. Имаме ли кај нас достапна литература токму за едни вакви истражувања? Па како што спомнав, мене многу од голема помош ми беа истражувањата на Славчо Ковиловски и сметам дека Институтот за македонски јазик навистина има квалитетна литература или квалитетни истражувања кои што можат да дадат насоки, дека тие истражувања треба да се доработат дефинитивно, меѓутоа сметам дека имаме добра подлога. Мислам дека, односно, се гледа дека се работи, се гледа дека Институтот за македонски јазик и за македонска литература навистина многу работат, меѓутоа некако нивните дела се многу непознати за читателите, многу се непознати за истражувачките центри, да речеме, не се достапни толку по библиотеките. Може би било добро во иднина да се испромовираат и тие институции, односно Институтот за македонски јазик и за литература, бидејќи навистина имаат што да понудат, имаат што да се научи, да се знае малку. Што значи да се излезе оценка во 19-тиот век? Да се излезе оценка во 19-тиот век, што значи тоа? Значи дека тоа се станува збор за неколку жени кои што биле доста храбри, мора да признаеме дека секое време си има жени кои што на некој начин се истакнуваат од останатите, меѓутоа стравот е тоа што спречува да се покажеме јавно, да се изделиме, и токму тоа изделување од толпата или изделување од очекувањата на општеството и на околината е всушност излегување оценка, така го доживам барем. Јас и така имав намера, идеја да го представам. Надзираме ли феминистички елементи во делото? Па да, може да се каже, меѓутоа јас не би ја дефинирала мојата книга како феминистичка, туку дека баш станува збор за излегување оценка на неколку женски приказни, женски имења. И интересно што може да се доживее мојава книга од три аспекти. Прво, историски аспект,
зборувајќи за 19 век, како што спомнав, дека е многу важен за македонскиот народ. Потоа може да се гледа како од љубовен аспект, односно приказната, љубовната приказна меѓу Димитар и Митра Миладинови, и потоа секако од феминистички аспект, односно борбата на жените за право на учење, за право на глас и право да излезат на површина. Покрај првата и основна промоција овде во градската библиотека во Скопје, промоцијата доживеа и повеќе промоции низ неколку градови во државата. Какви импресии носите од тие промоции? Зрела ли е македонската читателска публика за вакво дело? Дали е зрела? Еве ќе почнам прво со тој одговор. Јас би рекла дека македонските автори треба да бидат сонце кое што ќе помогне таа публика да созрее македонска. Некако македонската читателска публика скептично гледа на македонските автори, иако во последно време се менува таа навика. Токму поради тоа, како што спомнав, дека всушност ние авторите треба да бидеме сонце кој што ќе го забрза тој процес на созревање, а ќе го забрза преку квалитетна литература, преку литература што се чита на овие простори, преку литература која што може да понуди информации, односно податоци за нас прво, за нас како луѓе, за нас како народ, и со сите наши стравови, љубови, бидејќи си мислам дека без разлика што ја читаме таа преведувана литература, дефинитивно нели дека имаме квалитетна преведена литература, меѓутоа ни фалат, ни недостигаат македонски, ни недостигаат наши приказни. Да, промоцијата во Скопје беше успешна, после тоа добив покана за промоција во Струга, всушност родниот град на Димитар и Митра Миладинови. И многу интересно беше тоа што всушност промоцијата се реализираше во куќата спомен куќата на Димитар и Митра Миладинови. Беше многу убаво, беше многу автентично. Автентично баш. Ги пречекавме гостите баш на струшки, автентичен начин, со леблебија, со турско кафенце, со ракивче. И таму ме изненади бројот на публика, бидејќи во принцип во помалите градови бројот на публика секој пат е малку помал во споредба со Скопје, меѓутоа овде можам да речем дека беше дури исто како што имаше во Скопје. Многу убава публика, многу емоции, имав супер промотори и таму, различни беа промоториве. Дефинитивно салата беше преполна со емоции, имаше дури и солзи, имаше раскажување на лични приказни, што многу ме допре. Потоа имав промоција и во Куманово. Таму исто бев изненадена од организацијата на културниот дом, од публиката, од желбата да се дознае. Значи, тоа е многу важно за еден автор да сватиме што сака публиката да знае, какви приказни ја интересираат. И јас мислам дека тоа го постигнав со мојата книга, односно сватив какви приказни сакаат барем публиката за која што ги наменувам книгите јас. И имав исто така, таму убав прием, убава промоција, интересни промотори, така што задоволна сум. Еве веќе договараме и некои други промоции во иднина. Кои се основните пораки кои според вас треба да допрат до читателот на Тајното женско училиште? Основните пораки се прво дека треба да читаат македонски автори, како што спомнавме и на почетокот, бидејќи како што има лоши странски автори, да речеме, има лоши македонски, меѓутоа не треба да судиме по една или две книги. Да дадеме шанс. Треба да се дава шанса, бидејќи навистина напишувањето книга не е така лесен процес како што изгледа. Навистина бара многу голем труд, многу време, многу жртви. Така што тоа ми е пораката, а за Тајното женско училиште ми е многу интересно секој пат, бидејќи можам да речем дека 70% од луѓе во вака со некоја група бројка да се изразам имаат пишано лично, односно да им откријам што е точно, што е фикција во книгава, нели, бидејќи сепак е роман, иако има историски факти, има и фикциски дел, е да истражуваат, бидејќи тоа всушност е и поентава на книгите. Книгава треба да разбуди љубопитност, а љубопитноста води кон истражување, истражувањето кон знаење, и тоа е убавината на книжевност. Професорка сте по македонски јазик во средно училиште, во средно образование. Колку вашите ученици истражуваат, колку вашите ученици читаат и поддржуваат македонски автори, колку си ја читаат професорката?
Неколку пати денеска го спомнав зборот, бев изненадена, меѓутоа да, и за тоа прашање морам да одговорам дека бев изненадена, бидејќи на трите мои промоции, значи во Скопје и во Струга и во Куманово имав мои ученици, бидејќи во гимназијата кај што предавам имам ученици од цела Македонија, така што сите што беа локални жители на градот кај што правев промоција, беа на промоцијата. И уште подраго ми беше тоа што ја прочитале книгата и што ги препознале работите кои што всушност и сме ги работеле на часовите. Тоа исто ми е показател дека можат и младите да читаат такви теми, бидејќи тоа се сепак малку посериозни теми, ако се напишани на поразбирлив начин, на поразбирлив јазик. И дефинитивно ми е драго што има желба за читање, за учење, бидејќи и самите тие ги имаат тие прашања колку е вистински ликот на Митра Миладинова, колку сум го измислила, а колку на вистина постоел. Излезе ли оценка Македонската жена во 21. век? Па, колку излезе оценка, дали има промени нормално, нели не станува збор за тоа во споредба со 19. век, меѓутоа мислам дека треба уште многу напори за да излезе. Дали има обиди за излегување оценка, има, меѓутоа мислам дека треба уште многу работа, дека треба уште многу труд, во смисла не работа на жената, бидејќи таа прави доволно од тоа што прави, туку работи на институциите за заштита на женските права, за заштита на местото на жената во семејството и во општеството. Прво од овде треба да почнеме за да видиме да излезе жена од сенка, бидејќи домот и државата треба да ја бидат нели место каде што ќе се чувствува заштитено и безбедно, за да може да излезе од таа сенка. На што работи Дијана Петрова во моментов? Во моментов истражувам исто така интересни тема. 19 век веќе имам замислени ликови за нов роман. Во тој периодов сум со многу обврски за кои што не можат тие ликови се уште да излезат од сенка, меѓутоа да, спремам според мен уште поинтересна приказна од тој период, од 19 век, поврзан со ликови од 21 век и ќе видиме на крај. Колку таквите Дијана истражувања бараат жртва на еве сопственото време, социјалниот живот и дали се исплати? Се исплати ако зборуваме за љубов, ако зборуваме за финансии, нели знаеме како функционира, меѓутоа мислам дека секој што пишува дека најмалку размислува на тој финансискиот дел. Тоа е навистина, јас дефинитивно го доживувам пишувањето како порив, односно имаш некоја тежина која што мораш да ја споделиш, јас се додека не изнесам нешто на хартија, ме мачи, буквално немам спокој. Во тој случај се исплати, нели? Дали одземот, дали бара жртви, бара дефинитивно жртви, сето тоа истражување, сето тоа исчитување, бидејќи не е само истражувањето, туку мора да се исчитаат и современите други македонски автори, дали пишувале за тоа, колку пишувале за тоа, докаде стигнале со пишувањето за тоа, така што бара, меѓутоа мене пак од друга страна тоа ми е, можам да речем, и љубов, така што не го доживувам како жртва, туку го доживувам еве како предност. Лесно ли е во Македонија да се издаде книга, со кои издавачки кои ќе соработувате? Па лесно е, дефинитивно во споредба со порано кога требало да се исполнат многу критериуми, сега доволно е да си ја финансираш сам книгава, да отидеш во печатница и веќе имаш издадено книга, што искрено да признам не ми се допаѓа, бидејќи тоа е една од причините поради која што на пазарот имаме се и читателот како читател не знае да одбере, односно не може да одбере кој автор да го чита, кој да не го чита. Многу се случува вакви самонаречени автори, така да ги наречам, да допрете до нивните книги и поради тоа целата македонска книжевност да ја ставите во еден негативен кош, да речеме. Лесно е да се издаде книга, меѓутоа сметам дека многу голема предност за промовирање како автор е издавачката куќа со која што ќе соработуваш. Јас со моите последни 2 книги соработувам со издавачката куќа Антолог. Сум задоволна од соработката, од начинот на кој што ја промовираат книгата, бидејќи како што спомнав, лесно е да се отпечати, да се издаде книга, меѓутоа овде има
Посебно еве во последнава книга моја, буквално цел тим кој што работи, значи од внимание на лектура, на корица, на графички дизајн, на сето тоа игра голема улога и можат само професионалци, како што се антолог да... Чинам дека веќе македонскиот читател почнува да разликува добар автор, почнува да одбира што ќе чита. И ми е драго што е тоа така. Која е идејата за третата ваша книга? Ќе има ли можеби некое продолжение за Митра Миладинова? Размислував многу, како што споменав, работам односно истражувам за ново дело и тоа ново дело некако малку ме и навраќа кон Митра Миладинова, бидејќи таа навистина е многу важен лик, многу значаен лик и не знам, можеби ќе најдам начин да ги поврзам соодветно, па да биде продолжение и втората книга, односно следнава книга на таа, меѓутоа се уште не можам да одлучам, иако од многу читатели го добив исто прашањето дали ќе има продолжение, односно што се случува понатаму со зборникот, што се случува со ликовите, така што можеби би било, мислам дека интересно да се дооформи животната приказна на Митра Миладинова, односно уште повеќе да дојде да се прикаже таа нејзина жртва и за семејството и нејзината храброст. Колку е потребно денес писателот да чита други дела за да се усоврши можеби во своето пишување? Читате ли вие? Да, дефинитивно. Мене не се сеќам да ми поминал ден без разлика на обврски сето тоа да не прочитам барем неколку страници. Под неколку страници мислам барем на 30-тина. Сега во зависност нели каква книга ќе читам моментално, периодов сум окупирана со исчитување на македонски автори. Ја читам Оливера Николова моментално, но вистина вреди да се исчита нејзиниот опус, дефинитивно многу зрела авторка, многу опфатна авторка во смисла на теми. Многу е важно читањето, не можеш да бидеш добар автор ако не читаш, како што не можеш да бидеш добар слаткар ако не јадеш благо. Така што сум, можам да кажам, зависна од читање и мислам дека е зборовен фонд, развивање на приказни, а најмногу и тоа, како што реков, да не се повторуваме. Ако не ги читам македонските автори, нема да знам дали некој пишувал за Митра Кога Миладинова. веќе говориме за македонските автори, јас и моите пријатели од издавачката куќа Арсламина имаме склучено соработка да поттикнеме читачки навики и да доделиме на секој еден мој гостин дело од македонски автор. Јас за вас ја одбрав Пустина од нашиот Ѓорги Абаџиев. Се надевам дека ја немате во вашата домашна библиотека и така ќе ви се најде и во вашата професорска дејност. Ова е за вас. Ви посакувам убаво препрочитување, се надевам и знам дека досега ја имате и веќе и читано и разработено. Дијана, многу ви благодарам за одвоеното време, за ова интервју. Ние бевме и на вашата промоција, тоа беше еден убав настан на кој што беа собрани прекрасни луѓе. Се надевам, односно уверена сум дека излегувањето од Сенка ќе ги надминува се уште вашите очекувања. Ви посакувам уште многу промоции низ цела Македонија. Навистина ајде да излеземе од Сенка и да поддржиме и македонски автори вакви содржајни дела. Ви благодарам уште еднаш, се гледаме можеби на некоја ваша наредна промоција. Благодарам за поканата, благодарам за подарокот. Пустина ми една од милените книги, така што многу сум среќна што ми погодивте книгата и благодарам за поддршката. Почитувани гледачи, тоа беше разговорот со нашата Дијана Петровска, македонска писателка и професор по македонски јазик. Разговараме на тема, односно даваме фокус на незината најнова трета книга Излегувањето од Сенка или Тајното женско училиште. Доколку се уште си ја немате набавено книгата, ви ја препорачувам топло да си ја набавите и да си ја прочитате. Се надевам дека со ова интервју успеавме да го задржиме вашето внимание. Овде ќе ве поздравам, секако ќе се ја поздравам и мојата шминкерка Самри Мери. Се гледаме за една седмица.